легенда за селото Прстен. На 2 часа одење, источно од Валандово, се наоѓа малото село Прстен. Треба прво да се помине изворот на Анска река. Селото собри на високо на падините на планината Беласица. Како седело е вгнездено селото Прстен. Дамна било тоа кога во селото живеела старица со син единец и снаа по име Боја. Дошол редот и на нивната куќа да му се одолжи на султанот, синот единец да оди Аскер. Војната обврска траела 9 години, така куќата останала без машка глава. Поминале години, од синот немало трага. Во тоа време тој учествувал во многу војни, што се воделе во земјата на полумесецот, на Отоманската империја. Учествувал во војни против персијанците и арапите. Во борбите се покажал силен и храбар војник. Затоа командувал од Онабашија. Ага на се додека се издигнал до паша на Дојран. Пашата со Аскерот стигнал во Дојран и ги отвориле шаторите крај Дојранското езеро. По кусиот одмор, пашата зел 2 војника и се упатил кон селото Прстен. На куќниот праг ја видел својата стара мајка. Ја запрашал дали имаат пород во куќата и машка глава. Старата рекла дека има син единец, кој одамна заминал. Ја прашал пашата дали би го препознала синот ако се загледа арно. Старицата рекла дека тешко, бидејќи слабо гледа, а и одамна не го видела. Снаата Боја кога го слушнала разговорот, по гласот препознала па извикала: "Мамо, еве го син ти." Мајката од радост се расплакала кога ги гледала како се гушкаат. Синот го извадил прстенот од раката и емајлијата од вратот што го штитела низ долгите војни. Прстенот бил на фамилијата и се предавал од едно колено на друго. По прстенот, селото го добило името Прстен и тоа име го носи и денес.